Сакате Скопје? Така сум родена во Скопје. Зошто го сакаме Скопје? Заради тоа што нуди Скопје, има каде да се оди, има каде да се шета и за млади, и за фамилјарни како нас. Заради тоа го сакаме Скопје. Многу ви благодарам, убава вечер. И супер! Сајо. Здраво, Сајо. И здраво, што прешкате, како си? Еве снимаме емисија, односно снимам анкета, а потоа и емисија. Кажи ми зошто го сакаш Скопје? Па Скопје прво ми е роден град, второ секогаш кога се враќам од било каде, самото влегување во Скопје ми носи некоја позитивна енергија. Сајо, имаш пола саат да си направиме муавет поише? Ајде. За тебе во секое време и на гледачите на Телма. Така е, одиме. Сега ти благодарам прво за тоа што еве вака на напанство се фативме, а ке си раскажаме, верувам и знам убави приказни за Скопје. Случајно, ама убаво. Така е. Каде израсно? Јас сум роден во епицентар на Скопје. Тоа е улица Марксова, сегашна Пиринска, наспроти соборниот храм, кај што е улицата кај што беше порано на Лјо Златна ружа, Добро. руска амбасада, таа улица. Добро, знам Значи, која уличка. Наспроти тука е Граве, сега имаше. Да, знам, зградата на Граве. Јас сум во Прва првата партизанска, зграда, што да. би ја рекле, така? Таа е егејска зграда, еве сега егејска. ќе кажам дека сум егејец по мајка, србин сум по татко. Аха. Таа егејска зграда, таму беше покојната писателка Ката Руменова Мисиркова, ми беше комшика. Комшика. Да, Одлично. И па значи у центар. у центар. Добро. Што значи? Чекај малку сега, има дилема, дали е тоа Буњаковец? Не, Како не е е? Буњаковец. Буњаковец е од другата страна, од оваа страна, со таа улица почнува веќе Дебармаал. Дебармало почнува, добро. Да. Како беше да се живее во таа зграда, во тоа опкружување Јас на... многу малце имам Се сеќаваш? кате таму. Не сум Живеено? живеено 2 години. Инаку, А, моето детство е поминато во Козле, наспроти студентскиот дом Гоце Делчев или на улица Јурија Гагарин, познатата како ја викаат Гошева улица. Кај Петар Гошев ми беше комшија. Аха. Да. Значи се Тука некои сум- вакви видни... Да, таму сум па до 95-та година, Мгм. а од 95-та година сум сега кај што живеам во Мичурин Добро. и се уште сум таму. Аха. Да. Па добро, сите овие три места се прекрасни за живење, верувам. Па јас да ти кажам, моето детство е поминато таму кај што сум роден, Аха. во Марксова улица и во Козле. Да. Значи јас многу гравитирав и сите ми беа пријатели, другари. Јас бев такво несташно дете. Не сакав многу да се врзувам малски Аха. и многу често имав пријатели, значи пето, Други шесто, мало? седмо оделение. Значи тука, еве да ги спомнам, Тафталиџе 2, Тафталиџе 1, Карпош 3, Карпош 4, Карпош 1, значи тука гравитирав, дури и водно, значи имав пријатели, така да до 8 оделение буквално се дружев со сите кои гравитира и цело време бев, ако не на игралиште на Јана Москоменски, ако не па во Тафталиџе кај Братство, или во Карпош 3 кај Лазо Трповски школото во тоа време. И едноставно имав многу пријатели и пријателки во тој дел на Скопје. Да. Како беше да се живее тогаш во Скопје? Што е различно од оваа дистанца сега? Многу различно. Види, секогаш детството е едно буди од најубави спомени. најубавите моменти. Например, мојата улица во тоа време беше непроодна. Непроодна. Да, таа беше као Ќора улица, Добро. завршетокот на Јури Гагарин, па имаше мостови фактички
каналите одводно кои беа направени своевремено Добро. за истек на вода, пошто водно се вика водно заради тоа што имало многу вода. Кога ќе паѓале големи дождови, Водата се сливала надолу. се следала надоле, пред да бидат овие населби, тоа биле полиња и едноставно биле поплавувани. Со тие канали скроз се регулираше целиот тој систем и едноставно таа беше мала улица и си игравме на мали голчиња. Игравме народна, сервис, деца кои сега не го знаат тоа, значи жмуркина топка, а после тоа се играше школица. Многу луѓе не Што е знаат. школица? Школица со мала плочка Добро. и после тоа ги редиш од 1 до 10 нацртани полиње и ја Аха. фрлаш и мораш да скокаш и после да ја шутираш. Да ја шутираш. Аха, Исто добро. многу луѓе не знаат, тоа го знаат само луѓето кои живееле во населби, бидејќи во населбите имаше многу овошје. Значи кајси, вишњи, цреши, круши, што не. Од она што се вика дрва кои носат убави плодови за нас. Ние имавме една игра многу убава, многу луѓе не го знаат тоа. Се викаше баба. Баба. Да. Добро. Баба кате се игра, имаше на линија ја црташ со креда или со Црташ линија долу? Да, доле. И на некои си како да кажам 4-5 метра, Добро. не многу е, може 2,5 метра така Добро. нешто, 3. Наредени нацртани се крупчиња каде што стававме семки од кајси. Аха, разбирам. И со плочка, значи плочката е камен, треба да биде што помазна за да кога ќе ја фрлиш, да значи измеѓу двете купчиња да помине и да ги растури, тоа ти е ќар. И ти Аха. носиш фактички една кеса и ги собираш семките и деме кој најмногу поише на семки? семки ќарил. Тоа беше игра на детството, да, баба. Тоа многу луѓе не го знаат. Тие што живееле во згради, Така е. а оние што живеат во значи улици кај што биле населбите, едноставно го познаваат, па се надевам дека 70% го играле тоа. Да. Се заклучува становите, куќите или Не. се беше отворено? Не, се беше отворено. Ако немаш кафе, не знам, ке позајмиш, ако немаш, не знам. Комшилукот беше многу добар, секој си одеше на кафе кај комшијата. Јас пошто бев малечок, покојната моја мајка и тетка, значи они беа со мене, таа тетка ми е втората моја мајка, каде што сега живеам во тој стан, наследство ми е. И нонстоп беше куќата преполна со комшики, со пријатели, со пријателки и така натака. Значи имаше една дружба многу убава и во мало ќе се излезеа кога ќе доеше пролет, лето, значи кога се правеше зимница, дали е тоа ајвар, љутеница, Руска, онаква, нели, во бурење. Многу луѓе не знаат, имаше и влашка манџа се правеше. Каква влашка манџата? Јас ја немам рецептата, многу ми е криво, мајка ми, тетратката од мајка ми не знам кај, дали ми остана во... А тоа има тамо секако Све рецепт. имаше. Да. Мајка ми правеше многу убав кечап. Кетчап, домашен. Домаше. Да. Не само салца, него да. и кечап. Да. И беше прекрасно, да ти кажам право, јас уживав во тоа време, бидејќи дворот ми беше многу богат со дрвја. Имав руска вишња. Тие беа големи, огромни и беа вкусни, не да бидат многу кисели, него измеѓу цреша и вишња. И многу голема, некако, како да кажем, како охридска цреша, така изгледаш. Да. А напред па, мене ми беше комшија Александар Андоновски, иначе професор и декан на Шумарски факултет, на Васко Андоновски, поранешен новинар на Македонска радиотелевизија, сегашен дипломат во Пекинг. Значи, татко му негов ми направи кинеска цреша. Кинеската цреша беше нешто
невидено добро, огромна како Охридската и многу се радува деца од кај мене од мало што ми беа другарчиња, а во истиот двор па имав и жолта цреша. Па вие најубавите во уште таму. И Ја како што сакам жолтата црвени цреша- ушја. Да. Жолтата цреша, јас не знам колку не можевме да ја добереме ние децата. Леле. Остануваше многу кате и мајка ми правеше многу убаво сладко од Жолта цреша. жолта цреша. Плюс Плюс имав донесени, пошто од Егејска Македонија водам потекло, ми беа донесени 2 грчки смокви. И сладкото од смокви, Сладко од смокви не кажуј, жити све. и мајка ми Нема која подобро. ќе го направеше, тоа беше мелен на душа. Да. И тоа е убавината Тоа е на убавината на таквиот живот. на таквиот живот, на она што имаш двор, Да, куќа да. и дружењето. Тоа веќе не знам сега, веќе е изменето кате сите направија мини згради. Тоа се вика, јас кај што живеам, Куршумица се вика, Како се вика? Куршумица. Куршумица, добро. Зошто? Не знаат во Скопје тој дел, Јури Гагарин го Аха. викат, затоа што своевремено за Прва светска војна, кај еден мој комшија покоен Златко, имаше огромна граната закопана падната, негде Аха. волумен беше негде околу 70 сантима, така стоеше. Аха. И плюс имало вооружување некое Аха, најдено. куршуми тука се, так. да, се И сега Козле ние си го делевме, Жданец, Трнодол, Куршумица и кај село што викам Долно Козле. Значи Долно Козле го викавме од бензинската Мак Петрол надолу. надолу. Да. До Капиштец, каде Така што е. е веќе разграничувањето на Козле. Така е. И тука гравитиравме, беше многу убаво, учев јас во Владо Тасевски старото Аха. школо, сегашно Лазар Танев. Аха. Тие такви школи од земјотресот беа направени во братство што е во Тавталиџедова Аха. и во Бутел школото, тој систем беа направени такви лимени Да. школи. Али многу убаво детство си поминавме, имаше многу дружење, многу ми беше блиску водно и ние знаевме како деца секоја сабота има една многу убава патека измеѓу Жданец и Трнодол. Аха. Си ја одевме до врв на водно, тука Зборуваш имаше со другари? карти. Да. Да. И прекрасно детство си поминав до таму 8 деление, значи во Козле. Да, затоа што јас сега не можам се обидувам, ама тоа се прекрасни мириси и вкусови, нели, кои што асоцираат на убави работи. А да не Веројатно. правам муавет, игрите, Аха. долга магарица и така натака, кој ќе доеше пролет, лето, па тоа не може ја да не соберат нормално сега. Не претерувавме Да. како сега децата што ги држат до 12-1, али сепак имаше некое мерило што родителите го поставуваа. Значи кај 9:30 веќе сите бевме дома и се знаеше. Вестите у 7:30, првите, вторите и у 11:30 заврши програмата. Да. Кога тргна твојата пасија, да речеме, околу музика, правење забави, создавање на тој ноќен живот? Мојата пасија почна кате уште многу одамна јас сум во градов. На мајка ми најмалиот брат покоен, многу млад, почина на 31 година. Он почна да ме шета дури како мало дете од 5 години пред Кенан Корзо уште 68 година. Стварно. Дури ме шеташе и пред Громби. Громби е наспроти Пелистер. Тука стоеа машките, а во средина поминуваа женските, па мене тоа ми беше многу интересно, бидејќи бев мал и да ти откриам дека бев плав, со викани коси Аха. до мое 4-то деление 5. Охо. И А потоа, потемне? Потемнав. Јас што викам, Потемне. и косата ми се испари после 4-та средно од сикирација најверојатно. Да. Што беа секирација? Ај после, добро, и? Едноставно
прв пат ме однесе во Мусандра, дискотеката, инаку да кажам дека Мусандра е отворена со самиот градски трговски центар 1973 година, прво како ноќен клуб. Добро. Тогаш јас не сум можел 10 години, Да. али вујко ми ме однесе на 11 во 74 година да го видам диското. Да, Тогаш како бев изгледа. еднаш два пати. Да. А веќе интензитетот на излегувањето почна уште од мали ноги од 75 година. Првите излегувања во диско ми се баш у Мусандра, па Панорама, па Турист. Аха. И веќе тогаш тој социјален живот преовладува кај мене, излегувањата. Моите другари беа такви, значи, што да кажем, Васко Андоновски ми беше другар, Горан Петел го викаат, Горан Васевски, од кај мене од Козле, а инаку има прегрст другари од Тавталиџ 1 и 2, Шоте, Златко Чешларов, Емил Костовски од оваа страна, беше брат на моја другарка Аха. Ана Костовска, пошто бевме едно Емил? друштво, да. Аха. Значи бевме друштво, јас, Цајо го вика и него, Љуби му е името, Миле, Рози Плетенка, Луиза, Жарко Луковски покојниот и Тони Пешо. Аха. И така да бевме таква една група, они беа од Јана Москоменски, Аха. а ја бев од Владо Владо Тасевски. Мене не ме пуштила мајка ми да идам во Јана Москоменски, а Јана Москоменски ми беше многу поблиску, Зошто? затоа што била многу проточна улицата Теодоси Гологанов сега или Аха. тогашно Иво Лола Рибар Красно. улица. Јасно. И јас одев доле во Козле, Така во е. Владо Тасевски. Да. И имавме едно прекрасно дружење, да ти кажам право, до 8 деление. Значи, бевме во Мусандра, значи, дискотекиве. Буквално немаше ден да не Чекај, сме мате, ама ти со излезени. вујко ти одеше, ама после ги носеше и После другарите со заедно. другариве, да. Добро. Али вујко ми тогаш само една година, два пати ме однесе, да. после сам почна. Аха. Да. И како ве пуштаа во дискотека толку Е, мали? сега ќе ти кажам, имав една слобода, Аха. кате од моите мајки, од мајка ми и од тетка ми, имаат многу доверба во мене. Значи, од мое прво деление, јас со пола карта, кошташе 3 банки, се качував на последна 14-ка тука во Добро. Тавталиџе и одев кај дедо ми, на мајка ми татко, беше жив. Одев кај него, кај Соборен храм, таму кај што Добро. сум роден. Дедо ми беше и баба ми. Да. Затоа што дедо ми многу го сакав, беше прекрасен раскажувач на приказни. И одев викенд, ке ме пречекаше на автобуска на прва партизанска и ќе си останев цел викенд кај дедо ми само да слушам Приказни. приказки прво, второ, трето, четврто деление. Многу убаво раскажуваше. Да. Дедо ми Вангел беше еден лик, страшен лик, мислам како да кажам, многу позитивен и така ми остана во срце многу. Дури неговата смрт ме погоди така едно време. И приказката е, они ми дадоа доверба за да можем јас да излегувам негде. Да. Како мал, значи во тие денови на осмолетка, Добро. јас едно време тренирав во работнички карате, па после тоа тренирав хокеј. Хокеј? Да. Да. Во Да им Скопје кажеме на имаше, Скопјани да. дека имаше и хокеј и Скопје тоа до добар, 84, добри. да, до 1984 година Скопје имаше два клуба, Вардар и Скопје Макотекс, али со тек на околностите како што се случуваат во спортот, изумре и Да. тој спорт во Македонија, жално, а имаше многу надежи во Скопје. Го правам паралела, значи моето излегување како ме ослободиле моите. Да. Така да ноќниот живот ми беше некоја обсесија до отварањето на дискотеката Таверна се отвори на 8 март 1978 година. Тука веќе настанува малце прекретница. Се појавуваат луѓе кои години имаш ти? организираш. Јас сега имам 61. Не, туку години тогаш имаше. Тогаш, 78 година,
имав равно 16 години. 16. И значи што се случи на 16 твои години? Да, почнав да правам забава. Забави. Да. Добро. Али бев најмал. Аха. Најмал во тимот за Не во тимот, имаше јас сам работев, Аха. а имаше луѓе као Бато Лонза кој Аха. правеше своји забави Добро. и правеше значи забави правеа Васко Лонза и сите околу бутикот Лонза негови пријатели Добро. и другари. После тоа почна да прават Бојан кој негово кафуле беше бас во Капиштец. Знам се сикам на бас. Бојан заедно со една легенда рокерска македонска со Нонте кој живее во Австрија. Они правеа забави, ама тоа не беа забави да кажам Што полноти. многу луѓе се Него беше забава да направат во 2 пати во месецот, така да така е. мене ми се случуваше да направам еднаш месечно или на 2 месеци, ама не бев во таков ентузијазам во тие години. Да. Мојот друг ми беше, сега во ова време е многу лесно да поканиш некого на забава. Така. Нели, на настан, како сакаш крсти го, така. Но тогаш, како се канеша? Како ти ги викаше тие сите луѓе што сакаш да дојдат? Така. Тоа е сега јас многу често го анализирам кате и не можам да верувам каква енергија имав. Кате нас ни ги дава картите на рак. Добро. И минимум треба да имаш продадени 200 влезници. Добро. И ти како ќе ги најдеш твоите пријатели? Тие се низ Скопје цело. Мене телефонот ми беше направен, имавме од старите црни телефони. Да, добро. Имав направено на копче, го гасев. Добро. Значи, која направив првата полноќна забава на 22 октомври 86 година, од тогаш, например, ако е петок, Добро. поминала забавата, ја веќе во понеделник немам карти. Леле. Уште у сабота недела доаѓаат дома да ми ги земат За другата картите. недела. За другата недела. А, Значи, доаѓаат дома, ми звонеа на врата, цајо мене 5, мене 10, мене 4, мене 3. Значи, тоа ја не можам да сватам, сега не би можел тоа да го работам. Дури ми беше несватливо. После тоа менаџерство кога се појави како правец, кога јас многу луѓе влегоа во тој сегмент на менаџери, па се појавија и нели нови оние како се вика направија медиум забави и јуниор забави. Значи по дискотеки као што беа МНТ, Хард Рок, Текила, Горила, Денис и Денис Шаван, па Зелен рај, Теферич, Санта Моника во овакво на езеро Треска, Веспучи на паркингот кај базенот на Карпош. Значи сакам да кажам дека едноставно сега ми е непоимливо така да работам и зуевме сегде. Да. Неверојатно, навечер па немаше вечер да не излезе. Ако ти кажам дека кате до моја 39-та тогаш се оженив. Добро. До тогаш не памтам да не сум излегол ден, значи понеделник, вторник, среда, четврток, секој ден. Секој ден. Секој ден. Да. Неуморно беше. Да. Ама А Скопје имаше живот. да, многу. И понеделник, и вторник, и среда, и четврток, и таков живот, значи, као 90-тите години, Скопје беше оаза на бивша Југославија за ноќен живот. Доаѓа, па не само и од бивша Југославија, доаѓа и од Грци, Да, доаѓа и да. сите доаѓа од околу. Не знам, мислам дека Може би треба да го вратиме тоа време, ама само не знам дали нели баш не знам за кого му обетав дека невозможно беше да му кажеш никому непоимливо дека до 5 са вајле се работи, така? Да. А дека не биле толку многу луѓето пијани како што може би се сега. Од нели со такви типачки, не знам што, не знам, са имало и секогаш ќе има. Секогаш имало, така е, да. Но ми се чини дека нели кога ќе речеш од 8 па до 4 са вајле, што можеш да направиш освен да се направиш гјон. Ама не неверојатно било... беше кате што тие може ја паметиш
првата летна дискотека на МНТ со фонтаните надоле, беше како не. прекрасна Најубава. летна Мене ми е бавча. најубава. Најубава Да. бавча беше. Јас, Бојан и овако, како се вика, и Окац држеа шанк, па мислам дека до 7 са бајле Да. останува. Да. Ја не ми беше сватило од таму, се одеше на чорба, Да. у Бристол, па после тоа замисли до кое темпо луѓево После тоа на останува. факултет или средно, кај Не, си? не, не. Не? Ке завршеше тоа, фаќаше веќе, тоа е времето 90-та година, Добро. фаќаше времето на кафичиве, Да. и Па одиш после во од кафич. 12 до 2 у кафич, Добро. тек у 2 саат се враќавме дома на ручек, ќе одмориш Не, и И пак вечер. пак од 6 саат се договараш каде вечерта. Да. Неверојатно темпо. Да. Не можам да сватам сега во овие моменти, сегашни години ми се поминати, ама многу убаво минато имаше Скопје. Да. Сајо, јас знам дека ти можеш до утре да ни раскажеш. Мај до задутре, Многу. мај уште цела недела можеш да ни раскажуваш. Ама знаеш како мене ме врати во некои спомени, јас сум срекна делумно, ама не сум најмногу заради тоа што не го фатив сето тоа време. Значи јас сум Си родена помлада. 75-та и па и не сум многу млада, ама фатив делумно од времето. Да. Веројатно овие млади сега можат само да не Да знам, мечтаат. да мечтаат за такво нешто. Така е, да. Жално. Да. Не зборувавме многу за сега, но убаво е за ова убавото време, Да. па можеби некој ќе се потсети, па нешто друго ново ќе направи. Во зима, пред нова година, па и секој период во годината, имаш можност да замислиш желба, замисли си ти желба, а Скопје Сити Мол само ќе ти помогне во исполнување, се надевам. Многу Повели, можеш каде сакаш во продавниците на Скопје Сити Мол да пасиш. Ти благодарам Со овој многу. подарок и така, Фала. колку ти значи тоа дека еве во еден мол имаш се нешто на едно место. Па јас многу го сакам Сити Мол, едноставно ми е многу компактен. Некако посодржински ми е од некои Другите други молови. молови во Скопје и секогаш дали од тоа што комбинирам од детство на оваа страна на Скопје, Тука ти се Значи, другарите си уште. пријателите, другарите, Така. и тука се чувствувам поубаво, да ти кажам права, и сакам да се прошетам, да видам по продавниците што има ново и па ако не еднаш неделно, 2 пати во месецот ќе поминам да видам што има и како има. Ти благодарам те. Ти благодарам и на тебе, Кате, и на гледачите на Телма телевизија и на Але Але. И на але, така е.